Добро вечер Македонија, добро вечер македонци, од сите етнички потекла и посебно вие македонци распослани по сите светски меридијани, а најпосебно добро вечер за вас македонци кои живеете во Германија. Вие мора да се чувствувате многу посебно овие денови. Јас сум Тони Михајловски, а вие и ние сме во иста каша која се вика опуштено. Капата долу, драги мои, за нашите фудбалски репрезентативци. Јас морам да ви кажам, момци, вие навистина ни ја вративте волјата за живот. Вие навистина нас ни го вративте изгубениот вкус и мирис за победата, и тој изгубен вкус и мирис за победа ние го изгубивме многу одамна, уште пред короната. Вие, драги мои, не вакциниравте против чувството дека сите црнила на овој свет се создадени само за нас македонците, и вие не вакциниравте против чувството дека за ништо на овој свет не бива. Ако овие денови, драги мои, сте се запрашале, зошто заборавате за еден момент на ова срање што се случува околу нас? Ако имате чувство дека сте се извишиле, дека сте пораснале, ако имате чувство дека сексот ви е подобар, а ви се издолжил дури и оној другарот за едно 2 сантима, тогаш да знаете дека одговорот се содржи во следно. Тоа е така, драги мои, затоа што Македонија ја победи Германија во фудбал, или ако ви звучи подобро, Германија изгуби од Македонија во фудбал, и тоа дома. Тоа е втор пат после Втората светска војна Германија да губи од Македонија, топтан со сите нејзини администратори. Германија, драги мои, водела 2 светски војни, а дури 4 пати била светски првак во фудбал. Бугарија пак никогаш не била светски првак во фудбал, меѓутоа затоа 2 пати и била на Германија администратор. Еднаш во Првата светска војна, втор пат во Втората светска војна. И така доаѓаме до заклучокот, драги мои, дека Бугарија и Германија всушност се гз и гаќи. Ако е гзот кој се гаќите, многу лесно може да се заклучи. Например, гаќите се жолти од напред, кафеави се од позади. Минатиот викенд, драги мои, во нашата ни блиска и соседна тешка геостратешка грешка завршија и изборите, и нормално имаме победници. Првиот на листата на победници е господинот Шрек, а вториот е секако Чичко Форест од Адамс Фемили, оној што го викаат Гној. Како и да е, топлите и пријателски, добрососедски пораки и понатаму ќе пристигнуваат на адресата на Република Македонија, драги мои, иако таму во парламенталниот дом нема да се наоѓа чкембе во водата, и оној малиот што снимаше едни спотови, еден неуспешен абортус, спотовите му беа за тоа дека Охрид е нешто престолни на Бугарија, не знам, забравам му името. Како и да е, значи, пораките на мирот во устата на овие гулаби ќе пристигнуваат и понатаму на адреса на Република Македонија, но тоа е за кај нив, да си гледаме ние за кај нас. А кај нас, драги мои, 5 државни функционери се појавија на отворање на манастирски паркинг. Значи, или е толку криза и они ништо не градат, и нема ивенти на кои што може да се појават да ги отвараат, па почна да се појавуваат на отворање на манастирски паркинзи. Добро, додуше да бидеме реални. На отварањето на еден манастирски паркинг најладно може да се појави Пав Деди заедно со Лепа Брена. Меѓутоа, 5 политичари у најмала рука е малку чудно. Пошто полицискиот хеликоптер е резервиран за навистина важни личности, оние кои што неќе да се траскаат по патиштата, дури и министерот за внатрешни работи го пуштија на промоција да отиде со обична кола. И верували или не, министерот за внатрешни работи пушти во употреба нова ВЦ шолја. Да, убаво слушнавте. Упушти во употреба нова несерена ВЦ шолја. Нормално, за почетокот на отварањето сечеја како што доликува тоалетна хартија. На него и му припадна честа прв да ја сефтоса шолјата. И што да прави министерот? Луѓе се собрале, новинари тука, си ги совлече панталоните, се натна, му излегоа вените на челото, таа што ја викаат жила глупача една, и се посра во шолјата. Новинарите нормално дојдоа го сликаа сето тоа, а министерот за путер со поминат рок дојде тука, го прегледа гомното да нема некои коруптивни моменти, и откако не намириса ништо коруптивно, немилосрдно го пушти гомното низ вода. Искористените парчиња од тоалет хартија, драги мои, допрва ќе се продаваат како сувенири, а за крај двајцата министри удрија по една желја во шолјата, а потоа чистачката им гледаше и им го кажа следново, дека набрзо ќе ги чека едно долго патување и многу бргу нешто непријатно ќе се изненадат.
Што е тоа, останува да видиме на следните избори најверојатно. Колку што нема ивенти и колку ни е штуро секојдневието, очекувам во иднина да се појавуваат на регистрација на кола, на крштевки, на слави, на свадби, на породување, на менјање лагери, например на оној Мерцедесот што го гребе оние мачки од Марвел фамилијата, се сеќавате на него, оној Мерцедес што не го продадоа за да не купат нели 5 амбулантни возила. Очекувам дека ќе се појавуваат дури и на сунети и слично, така да нека не се грижат овие од владата, ќе има доволно што да сечат понатаму во иднина. Јас мислам, драги мои, дека Македонија е заложник на едно моторџиско, лошо моторџиско друштво од боливудски карактер и се викаат јавачи на апокалипсата, кои што денеска смислуваат што поглупо да направат од вчера. Едноставно се надпреваруваат во тоа кој денеска ќе направи поголема глупост. И нема, пак излезат заедно со моторите да се провозат, да ги видиме онака, за да престанеме да се секираме дека на нив им е тешко и лошо во животот. Што му значи на народот кога ќе види дека премиерот и неговата влада живеат во благосостојба? Одма, автоматски и на нас некако ни станува по-добро и по-топло околу срцата, нели? Ај што ние направивме анкета за тоа кој сака да се вакцинира и најверојатно мислам дека сме единствени во светот што тоа го поставиле на ниво на референдум, него ние отидовме и чекор понатаму, драги мои. Ние, направивме симулација на вакцинација. Значи, симулација. Мислам дека точно тоа е терминот што го одредува времето во кое што живееме. Ние сме симулакрум. Ние живееме, имитираме живот. Значи, паметните имитираат, односно симулираат дека се глупави. Глупавите пак симулираат дека се паметни, нели? И мислам дека тоа ќе оди чекори понатаму, дека наскоро ќе почнеме со одредени вежби како сите во одбрана и заштита. Ајде, денеска, фамилио, ќе симулираме ручек и седнувате сите на празна маса, симулирате дека јадете нормално, мајката симулира дека става супа, толку добро и уверливо го прави тоа, што дури и миризбата на супата можеш да ја почувствуваш. Нормално има и репете, и тоа симулирано, драги мои, и кога ќе го побараш, го добиваш репетето наместо да добиеш заушка кога ќе го побараш тоа не симулирано. Наскоро ќе почнеме со разни симулации. Симулација на примање на плата, симулација на одење на одмори, симулација на секс и разно други симулирани работи. Ние завршивме со првиот циклус од нашиве 5 емисии, драги мои, завршивме со циклус на прекрасни, убави, реализирани жени, мајки, девојки, уметнички и пред се дами. Нина, како што видовте, ми донесе сендвич во емисијава, загрижена за ова мое антитело, дека треба да се одржува, драги мои, и откако и се допадна нашата емисија, Нина останува да ни прави понатаму друштво и да ви ги разубавува во моментите на опуштено со прекрасна и убава песна. Мама Мија Костова ме научи кој профил ми е подобар за сликање и од тогаш морам да ви кажам дека растурам на Инста, заследете ме. Конечно оваа моја античка убавина си дојде до израз и луѓето почнаа да го приметуваат тоа. А како се вика, разбрав за Мија Костова дека е кумановка по мајка и тогаш ми се расчисти мистеријата зошто цело време ми е толку драга мама Мија Костова. Снеже Велков пак не научи како да блескаме и тоа не како овие што блескаат заслепени од своето блескање, туку како да блескате на вистина од душа, како да ги почитувате другите и да ги сакате луѓето додека се живи и додека се присутни на земјава. Доколку ја сретнете Снеже Велков некаде рано наутро како вежба на некоја клупа, скали и слично, слободно придружете и се и заблескајте заедно со неа. Тоа многу ќе ви помогне. Ивана Кнез пак ни објасни во емисијава дека еден од условите за да стигнеш до сопствената слобода и сопствениот мир е да направиш бегство. Исто така ми вети дека во следниот проект театарски, доколку се случи, нели, ќе ми ги прави костимите и јас навистина ќе ја држам за збор за тоа. Елена Ристевска пак дојде овдека, ни донесе парфем и не почести со незиното присуство, бидејќи навистина долго време абстинира од медиумите и навистина ни недостасуваше. Едно од мемориите на човекот е сигурно меморијата по миризба и можеби таа е најисконската миризба, а Елена ни објасни дека доколку нешто навистина посакаш искрено и силно, тогаш тоа и ќе ти се случи. Затоа, драги мои, внимавајте што посакувате, посакувајте убави работи за да ви се случуваат едноставно и убави работи. Во изминатиот период видовте 5 жени, но во следниот период следнува една машка петорка. Ќе видите кои ќе бидат нашите гости. За вечерва го одбравме најпознатиот бурекџија,
во Македонија јадач на бурек или буреко јадач, човекот кој на толку јадење бурек се уште има пристојна килажа. Останете со нас да видите кој е нашиот гост. Драги мои, јас навистина мислам за македонскиот народ дека е многу хуман народ и навистина народ кој сочувствува со туѓата неволја и секогаш сака да се најде да помогне. Таква една организација е и хуманитарната организација Свети Спас и во чест на великденските празници имаат да ви порачаат нешто. Бидете трпеливи, ќе ви прочитам нешто од нив. Драги браќа и сестри во Христа, наближува еден од најголемите христијански празници Великден, ден кога сплотени и со радост во срцата го празнуваме Христовото воскресение со нашите семејства. Сите ние во нашата татковина или некаде по светот го празнуваме овој ден ширејќи љубов, добрина и милосрдие. Вербата во себе и во Бога, но и вербата во подобро утре не довела таму каде што сме и не одржува сплотени во добри и во лоши времиња. Светската криза влијае на сите нас, некој повеќе, некој помалку, но сите ја чувствуваме. Сепак најранливи се нашите браќа и сестри кои и онака се соочени со сиромаштија и предизвиците во животот. На нив не смееме да заборавиме. Нашето духовно богатство расте кога материјалното го споделуваме со блиските во мака. Со овој апел би сакале да ве поканиме да придонесете кој колку може во акцијата за донирање на великденска трпеза и да обезбедиме пристојна можност за оние кои немаат. Со вашето донирање и вклучување во оваа акција ќе помогнете на оние семејства кои не се во можност да си дозволат великденска трпеза. И да обезбедиме пристојна можност за оние кои немаат. Во оваа акција сакаме да ги опфатиме семејствата од православната вероисповед кои се во програма за континуирана помош на хуманитарната организација Свети Спас. Покрај редовната помош која ја добиваат секој месец, овие семејства ќе добијат и ваучер за да можат да купат јајца, месо, колачи и да го поминат празникот како и сите останати. Се надеваме дека ќе се вклучите во нашата акција на Великден, сите заедно и радосно да воскликнеме Христос воскресна. Се надевам дека овој линк ќе го најдете кај мене на профилот, на профилот на Опуштено на Инстаграм, на Опуштено на Фејсбук, кај Славиша, кај Боби, кај Нина, кај Ангела, кај Алек, кај Нено, кај сите ние што сме дел, кај Александра исто ќе го најдете. Значи, кај сите ние што сме дел од оваа емисија Опуштено, ќе го најдете линкот како да донирате и затоа ве молам, бидете хумани, бидете такви какви што сте добри и донирајте за да сите споделиме иста радост на овој голем христијански празник. Заспа? Да не задремка, направи дистанца. Ако можеш да се помериш. Како ми викаше ти? Не знам, Јанко, дали би полесно да те прескокнам или заобиколам. Ги памтиш тие Како не ти ги памтам? Најголемите јадачки од тебе ми се. Ги злопамтиш тие. Свети злопамтам. Чекам да се здебелиш, младичу. Чекам да се направиш прасе ко мене. Леле, како ќе те јадам. Добро. Колку се здебели за време на корона? Кој вика дека се? Океј. Колку качи? Кај да е? Ја фатив негдека во октомври, добро поминав. Така? И Ти си еден од тие што ја помина, ја преболе. па изгледав ја првата верзија ја ремиксот или втората. Бета верзија. Не знам, баш младичу. Уствари управо си. Знаеш што, треба да се мајтапиме со ова затоа што ситуацијата е толку драматична да више ништо не ни останува. Знаеш, многу Добро е- ја поминав. Да. Последиците ми се страшни. Така е. Такво пореметување имам, тоа е ненормално. И отидов се испитував со 300 чуда, 15 кила качев, ништо не сум смеен, се научив. Ме знаеш многу добро, ословев 30 кила, се Така стопми е. прв пат Така е, човек. така е. Од инфарктот ми дојде памет и што се случи за месец и пол, два, не Да. губам надеж. Добро, мислам ја помина. Фала му на Бога. Имам вакцина. 20 години прослави, одличен јубилеј и значи сериозно е, младичу 20 години, тоа е еден сериозен човек да земеш да го изгледаш, така? Колку години има Максим?
22. 22, значи кога имал Макси 2 години, ти почна на А1 со Јади бурек. 3, уствари, доаѓа, ја малце со бројките знам да замешам. Да, А1 беше, многу слична атмосфера беше. Имаше вака у црно, седев сам и вака ко теле. Има некој кадар директно на мене, вака нешто да... ова беше кадарот, вака. Така? Вака. И од таму имав еден, као оној да речеме, рефлектор кој уме единствен рефлектор, немаше друго. Со еден рефлектор, младич. Ваков. Младичу. Ваков. Скршен. И еден камерман, кутриот седна, си заспа, си захарка, па негде беше 12-1 сат, 2 сати емисија. И утредента станувам са бајле, корне на смоки. О, тоа беше, Лепота. ти не знаеш, не, цела облека вака на балкон. Знаеш како беше, пржилница. Да, И знам. са бајлето станувам и завршив на клиника, опекотини на фаца. Се будам са бајле, црвено ако, што е работала. Инфраред сауна, Доктор, нема ли што друго? Ја помислив алергија и докторот ми вика, еве ти екодермајт. Толку као за сунчање, така? Као за сунчање. Сунчаница те фатила. Ова ти е приказна која може 15-20 минути до пола сат, али не и 2 сати, али види сега, смоки, ја ме направиле, смоките биле со свинско. Не биле похас. Не, синора. Окей. Чварки. Прв почна на 103 со една радикална радио емисија во која што па не беше секогаш пријатно да се слуша водителот. Тука летеа навреди, псовки, како да кажам, и тоа беше еден печат, така? На тебе. Ти кажам, тоа беше првото чувство на слобода и се осетивме дека можеме да правиме што сакаме. Ја тоа го злоупотребив, наместо да го види. Секако дека имаше таму и конструктивно, имаше и арт, донесовме многу прогресивни работи. Али у тој говорен дел толку бе вулгарен и безобразен да не знам у кафана ја и ти да се начукаме, а не сме по тоа, нема да си го опуштам толку речникот. Ама изгледа фаза било ненормално. На радио, тогаш мислев, викам, ја кога ќе се сретнам со овој човек, ние 4 сата ќе се пцуеме. Значи ништо онака насмеани ќе се пцуеме. Меѓутоа тоа сосема беше поинаку и познавството и ова и она и запознавањето. 94-та збориме. Да, многу одамна. И потоа, Младичу, прв пат стартуеш исто, една од првите побитни, ајде да речеме, ти ме потсети дека имало некоја контактна програма предходно на Алфа, старата Алфа телевизија. Да, имаше едно крупно момче, почина Бог да го прости, не можам се сетам на името. Не истражив, требаше малце се подготвам за него да кажам, ама може би ќе биде интересно после у коментарите на емисијава да го... Да, он имаше, таа беше прва контактна емисија, дали беше Алфа или пред Алфа, како се викаше, не ми текнува. Во секој случај, тој беше сам пак она у кадар кој ја. Тоа е класика кадар, телекадар. Оној кадарот, да ти истрчам, овдека. И му се јавува, он им пееше песни, нешто закачки. Ама Јаде Бурек некако го фокусира тоа, знаеш, на дневна политика и почна да се искачува само од себе. Да, имаше јавувања. Тони, неќев да идам на телевизија, ти ме знаеш. Неќев да идам. Тебе радиото од секогаш ти било... Јас сакав да умрам на радио, човече, така. ништо. Ја ја да менјам физикус, да пазам на килажа, на облек. А дека се утепа од пазење овие 20 Па што зборам? Да не... Замисли тек да пазеше. Цацко ќе го шие. Цаци. Лимбо ти прави. Слушай, ти си првото машко што во оваа полусезона што ја имам, доаѓа 5 жени седеа до сега на таа. Да, Кострушка свадба ти е емисијава. Мужи на една страна, жени. Продолжува традицијата на убави жени. Меѓутоа, не е само причината 20 години, нели, Јади Бурек. Причината е тоа што ти 20 години издржуваш да оддржиш нешто што во Македонија да направиш константа.
Значи, во Македонија најголем проблем е константата. Ќе почне нешто, ќе тргне, еве, као опуштено, например. Го има, па го нема, па пак ќе го има, па ќе никне. Исто во Македонија, те бил пеач, отишол да работи продавач, па после пак се вратил на пеењето и такви ми ти работи. Има шанса да измонтираш нешто? Може, кажи само што. Спотот промо за 20 години, музика Горан Трајковски ми направи. Го изгледав. Се виде себе си кај ти го поставувам прашањето. Да. Како е во театарот? Добро. У театар како е? Супер. Тоа е Појма Максим, нема. Максим и неговите другари? Максим сам седна, а Горан Трајковски направи музика. Браво. Основното видео за новата шпица 3D студио и тоа е тоа. И тоа, мајсторе, правиш еден формат кој што е изузетно тежок. Од понеделник до петок секој ден. Мене првиот идол во суштина ми беше Рей Коукс од MTV Most Wanted. Така? О, браво. Гуглајте сега кој ќе го најдете. Тој беше сам, со камера, му се јавуваа гледачи и со камерманот се тепаше. Расправаше и беше многу смешен. Како почна јади бурек подоцна, кога веќе некако се етаблира, ја викам, па дај малце као Джей Лено да биде. Секоја вечер да бидеш присутен, late night show. Што е толку страшно по 1 сат? Пс. Ај не 1 сат, 2 сати. Па на некои телевизии и 3 сати. И, брат, 3 сати пред камера не ослабуеш. Не. Се дебелеш на нервна база. Џони, за Божик идам у маркет да купувам и стојам пред месарницана и стојат дечко и девојка до мене. И јас стојам, гледам тука нешто месо да одберам за Божик, девојка не ме гледа, и му се врти на дечкото ми. Абе, заборавивме прасе да заеме. Слушай. И заглавив од понеделник до петок. Ај викам, што е, викам, исто кој идење на работа, што може да е тоа пострашно. И 2012 инфарктот, ама заглави више со форматот, не сакав, мислев да променам име, мислев да све, и веќе почнав да ја губам емисијата од мои раце. Не ја контролирам емисија. Не ја контролирам, морам да ја правам ваква. Морам да ја правам, значи се навикна. Ја не знам како луѓе идат на гости по телевизија, овде кај вас, по други ово она. За 15 минути можат да кажат, не знам, дошол политичар, дошол ово. Кај мене мора он 120 минути да каже. Имаш многу случаи со јавувања. Една од оние е она женска која спомна величината на твојот полов орган. Имаш маестрален одговор кој што гласи: многу беше ладно таа вечер, а и ти беше многу ружна. И отидов у дебел минус. Океј, ти као дебел мораш да отидеш у дебел минус. Али мислам дека онака беше убаво шљакање. Мене тоа некако, морам да бидам искрен, ми недостасува таа твоја спонтаност. Меѓутоа пак ова со интервјуата даде една посериозна димензија и сакам да те прашам, дали ти сега, тргнувајќи од Джей Лено, сакаш да завршиш као овој Лари, како се викаше? Кинг. Лари Кинг, да. Ја Лари Кинг го зборам веќе 15 години. И интервјуата која се чудат кај мене, ти не си спремен ти ова. Знаеш дека некои колеги наши, она која ќе дојде. Господине Михајловски, дали со вашата игра во Буре Барут, од оној аспект дека Балканот е Буре Барут, каде што геополитичките стратешки случувања се кохезивно поврзуваат, да вие во својата актерска улога сакате само да го покажете и акцентирате нашиот аспект на сублимитивното, наше еманципирано недостаток на... И ти само можеш да одговориш да. Ја од Лари Кинг, научам само една работа. Колку и да изгледа глупо, најголемиот за мене Лари Кинг, најголемиот да крај. Лари Кинг, личната работа кај Лари Кинг е прашај зошто. Ask why. И кај мене ја гледаш дека јас сум редовно поглуп,
понеписмен, помалку информиран од моите гости. Што прави тоа? Гостиното одма, мали, Да ти објаснам. да ти објаснам. Значи, мене ми треба од гостино да го извадам најдоброто. Добро бе, со таа марама бе. Добро со таа марама. Симулираш дека си неинформиран, знаеш, понекогаш. Бе, вака те сакам, бе. Сега си као двете джуџиња. Сега сум као... Снежана да се... Сега да ти кажа, Шинко, 45-та не стреља. Други не ги ема. Мене 6 пути ме стреља. Ти знаеш дека дедо не знае да се Баба ема. на сите трипери мрашири. Да знаеш народен херој. Кај ја извади мара? А тебе ти стои сура теде мене, ја шо да ставам печуркава, не ставам на Ја глава. рашириш малце. Шо да пореш? Ке као рукавки ја носиш после. Као рука. Не си го продавај кољо чифлиго, мама не дава кољо за тебе. Не си го продавај кољо чифлиго, мама не дава кољо за тебе. Помеани одиш кољо рујно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Помеани одиш кољо рујно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Колку ти чини кољо чифлигот, толку ми чини кољо меракот. Колку ти чини кољо чифлигот, толку ми чини кољо меракот. Помеани одиш кољо рујно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Помеани одиш кољо рујно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Колку ти чини кољо дерлото, толку ми чини кољо дерлото. Колку ти чини кољо дерлото, толку ми чини кољо дерлото. Помеани одиш кољо рујно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Помеани одиш кољо рујно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш.
Гледам минатата емисија, стариот пробал да ме емитира нешто. Што мислиш од мене и од Нено? Кој е побрз у брзо одење? Ти имаш болја предиспозиција, ама може изглед да вара. Па дефинитивно. Дефинитивно он. Кој е побрз у брзо трчање? Он. Па се гледа дека се брз. Ле, на петко. Игор Ангелов кој предлага. Зими све ке го победаме. Кој ќе победи од нас двајца у брзо трчање? Не знам. Не знаеш? Едно треба се проба. 1, 2, 3, 4. Ај, фала ти е да си призрабе. Тоа победи. Добрите, hello. Hello, my The friend. best forever. Кој ќе тепа у брзо одење? Значи, без навреда, мистер симпатичен, мистер секси бой. Број 1 тука. Што мислиш помеѓу мене и овој големиов у брзо одење, кој ќе победи? Не знам, ајде да видиме он као помалку за предност да му даеме. Види ли? Пуца. Пуца, кој е побрз у брзо одење? Нерешено. Who will be a winner between two of us if we go on a fast walking? Maybe you. Кој е побрз у брзо одење? Оној што има поголем чекор. Дали може да му поставиме прашање на кученцето? Од нас двајца лепотани, што мислите, кој ќе тепа у брзо одење? Кој? Јас. Од нас двајца, што мислите, кој побрз у брзо трчање? Јас ќе бидам побрз. Најбрза? Кој е побрз у брзо одење? Тој што брзо оди. Да, тоа сум јас, така? Од нас двајца, кој ќе тепа у брзо одење? Овој. Овој, зашто? Бидејќи е поголем. Кој ќе победи од мене и негово брзо одење? Јас? Кој ќе победи од нас двајца у брзо одење? Ја или он? Кој ќе победи? Ја или он? Кој ќе победи од нас двајца у брзо трчање? Он? Кој од нас двајца ќе победи во брзо одење? Он? Друже, што мислиш од нас двајца, кој ќе тепа у брзо одење, брат? Ти. Ја? То, царе! Кој ќе победи? Јас? Ле, видиме. Кој ќе тепа во брзо одење? Вие. Ја? Ја да не го водам пишање. Така е. Кој е побрз у брзо одење? Јас! То! Што мислиш ти бе помеѓу мене и овој малиов, кој ќе тепа у брзо одење? Така е. Who will be the winner? Hey, well. Him. Why? Кој ќе тепа у брзо одење? Гледај. Не, Така. грешка си. Абе, па ја не. Who will win in fast walking? Him. Кој ќе тепа од нас двајца у брзо одење? Леле си туно се гледа. Кој ќе победи од нас двајца у брзо одење? Јас! Кој ќе тепа? Јас. У брзо одење. Кој ќе тепа? Ја мислам он. Па не знам. Чекај да видам пријателот валјда. Здраво, се извинувам, што мислите, кој ќе тепа од нас двајца во брзо одење? Јас? Фала! Кој од нас двајца ќе победи во брзо одење, да? Јас? А ти? Ја! Ништо бе, овој со Слушај, сендвичи а ги има кога би- подкупено бе, брат. Имаш подолги ноги. Ја не сум дал сендвичи. Да. Исто бе, тоа бе, да не се љутиме. Чекај. Кој ќе даде знак? Еј! Со сендвичи. Зошто на телевизија Сонце? Најголема слобода. Да? Веруваш ли дека од сите телевизии на кои сум бил, имало од рекет, од мрцварење, сегде сум имал повеќе пари, но слобода ваква, нигде. Да? Значи, не мешање во работата. Кого сакам гостин да викнам. Што сакам да изјавам, немало во мојата 20 годишна кариера. Мене ми е ова спа бања за пензионирање. Дај Боже да обстане телевизијата до крај, ја нема да ја сменам човек. Ваков, ја никогаш помирно не сум спил. Се знае, толку си трае емисијата, тој гостин, немам никаков проблем. Никогаш. Не можам да ти опишам какви напнати ситуации сум морал да преживувам во поголеми телевизии или каде што имало. Па ја бев во телевизија кај што имаше 4 блока реклами по 17 минути. Ова не го зборам фигуративно. Тоа е на оној трети канал нешто кај што беше? Не, таму немаше реклама. Таму само ти имаш.
Тој трети канал, знаеш кај заврши? Владичу, што имаш ти све претргано? О, брат, што има би стрпено. Тој трети канал нели беше ТВ Нова, така Знаеш ли како вика во филмот Кинеска четврт? Ти како актер треба да знаеш вакви ремек дела со Джек Николсон и Феј Данавей. Го знам филмот, ама ајде на репликата да Репликата е клучна. Му вика: грди згради, стари курви и политичари сите стануваат респектирани кога ќе остарат. Јас сум стара зграда. Така е. А јас сум стара курва, а? Тоа сакаш да кажеш? Не, грд политичар, така? Ти си грд политичар. Браво, браво. Фала ти, ова зборам ти, мајко, седи се смаал. Ово дух си бил метафоричен, значи тоа многу ми се допаѓало. Прв, значи... И треба да се правам неинформиран, и треба да се правам на будала, повеќе ќе кажат, повеќе ќе си го искажи. Што со тоа, што ако јас се направам Така е, дека ти си најпаметниот, дека го знаеш Што точното со тоа? прашање. Ама кажи ми стварно, што со тоа? Така е, така. Многу работи си прв. Ти овој Скајпот сум прв. Опирај се колку сакаш. У Скајпот. Скајпот? Да. Да? Прв употребив Скајп на телевизија и ми се смеја. Браво. И ме хејта колегите. Абе, да што личи, тоа е интервју по Скајп. Еве ги. Прв направи гаси слика, Имаш слика, пушти тон, така? Тоа беше пренос на светско првенство на радио и тоа беше помама. Низ Македонија дури не инспирираше и мене и еден мој другар бивши да го правиме истото на едно друго радио со атрибути кон тебе и со порака дека тоа сме го затоа што ти не го правеше тоа веќе. Едноставно тогаш престана од причини ќе ни кажеш кои и како ти дојде таа идеја, зошто почна да го правиш. Го правеше маестрално. Младичу сега нема. Сум бил неколку пати поканет да коментирам утакмица со тебе. И коментираше. И коментирав. И супер се победив. Знам дека една Југославија ја коментирав и тоа беше лудница. Дури тогаш па прв пат почна она забрана на слобода на говор. Ти употреби еден збор ќумбе за еден темномурест играч, нели, што е наш сленгов дека кај нас во Македонија. И тогаш се дигна една лавина против тебе, почна да те напаѓа расист, фашиста, ово, онаков. Па така и тоа проектот беше прекрасен, младичко. Зошто го престана, како го почна и зошто го престана? И дали ќе го вратиш некогаш? Воопшто сега Македонија иде на европско првенство, па тоа би било лудница за коментирање. Вака како сме тргнале, може и на светско да се пласираме. Како почна тој проект? Кој беше иницијаторот? Ја. Да? И? На 103-ка. Ни беше шубе да идеме на 103-ка, додека идеше светско првенство. А бевме љубители, се дружевме со луѓето од 103-ка. Дај бе, знаеш она, кај мене ќе се собереме кај некого. И додека гледавме, зборевме. Ја викам, бе, ова е интересен муавет. Дај ова пред микрофон да го правиме. 103-ка. Ама буквално нема некоја промисла, некоја страшна креативна. И се согласивме заради простор што имавме на 103-ка и експлодира тоа кој што експлодира. Ќумбе е збор кој го употребувале нашите прабаби кога доаѓале турските војски, кога ќе виделе црномурест војник од арапите. Они ги викале ќумбиња. Затоа што не знаеле како да опишат црн човек. Немале збор црн не постоел, или е ќумур, или е ќумбе. Значи личел како ќумбе. Не се. Се согласувам дека е навредлив збор. Почна тоа хејтањето, ама отиде overwhelm. Ти го продолжи затоа што ја веќе не можев каде и да се појавам, да се обидам да го правам. Ме брка FIFA, UEFA, МРТВ и сите, дека ги кршам правата, авторските права, дека не смеам да коментирам. А тоа само покажа колку голем фраер си ти. Ти можеше да го правиш и после мене и никој ништо да не... Ние тајно го правевме? Да, тајно, да. Никој не знаеше. Само Тони и цела Македонија. Знаеш како лъжевме ние? Еве, вечерва ќе гледате утакмица помеѓу Вардар и Тотенхем. Па сега, што да ти кажа? Нашите снимки Македонија, мене ми се оствари сонот. Македонија е на европско и сакам да коментирам. Нема медиум и нема телевизија и нема кохоњес кај ниеден медиум да се охрабри ова да го прави. Еве би го правил и про боно. Искрено ти кажам. Затоа што уживаш во тоа, така? Ама човече, ја ќе го гледам дома.
Многу љубител си на фудбалот, така? Уживам. Така, што значи за тебе оваа победа на Германија, над Абе, Германија? што да ти кажам, втори инфаркт. Да? Да, човече, трчам по таваници. Кога има таква утакмица, ми се јавува кардиологот и ми вика, ако гледаш, баре нов кардиолог. Македонија, кога играше ракомет, знаеш што сум правил? Возев по кеј, за да не ја гледам утакмицата. Затоа што он ми викаше, не можам да те вратам, вика, со 160 пулс, вика, пријателе, имаш стент, не се зефркавај. Барај си друг, вика, ја нема на душа да те носам. И ја викам, окей, знае. И сега идам и само слушам, се ечи цело Скопје кога Македонија играше ракомет и слично. Па слушалки со Noise Reduction и слично. Но ова првенство ја ќе правам преноси на Facebook. Кој се закачи, знаеш оние, синхронизација, ти касни тоно. Не, ја само, знаеш како, ќе си гледам, ќе ставам некоја слика од Моне, доручек на трева, и ќе си коментирам тоа што си гледам, па кому му се свиѓа, кој сака нек се закачи, кој не, ја од мене да излезе, затоа што го чекав. Запей бистра вода и ти сонце мило златно. Запей птицо и понеси песна нова, мака стара. Играј оро, крши снага, ој ти моме мило драго. Пушти коси, ветер да ги носи. Играј оро, крши снага, ој ти моме мило драго. Пушти коси, ветер да ги носи. Запей бистра вода, изми душа влечи ка мен. Запей птицо и понеси песна нова, мака стара. Играј оро, крши снага, ој ти моме мило драго. Пушти коси, ветер да ги носи. Играј оро, крши снага, ој ти моме мило драго. Пушти коси, ветер да ги носи.
si. Еден ден на располагање да бидеш премиер на државата, што би направил? Што би сменил? Би си отишол од тука. И доколку можеш да го вратиш времето, кој не би сакал да биде роден? Хитлер дефинитивно. Кога би бил премиер на еден ден, што би направил? Што би направил тука кафишап? По Балкан да биде... Да бидеме тука Амстердам. туристичка зона, така? Да, популарно, вака Се надевам властите ќе го слушнат ова твое размислување и ќе размислат за кофишоповите, бра. Што би направил, што би сменил? Не е возможно ништо да се смени тука. Ништо. Најреалниот одговор за Ништо. се. Нема, ќе се бориме до крај. До крај, нема До крај, предавање. нема Така, предавање. убајни нема. Убајни? Нема, умре убајните. Доколку би имал временска машина и да можеш да се вратиш назад, која личност би ја снемал? Ево е најтешкото прашање. Па не знам. Бетмен. Бетмен. Бетмен! Тоа значи, драги мои, дека Джокер ќе го постигне својот посакуван резултат. Е така. Луѓе, ова е позитива, да знаете. Леле, јако, живи сме. Што би променила за еден ден? Би дала отказ. Доколку имаш временска машина и можеш да го вратиш времето, кој не би сакала да биде роден? Сите што се онда карши жена парк. И подобрила најбитно образование, здравство и култура. Доколку имате временска машина, дали имате некој што не би сакале да биде роден? Никој. Тоа значи дека Убав не ден. треба да ги мразиме луѓето. Ајмо још мало, па не стало, 3 за 100, 3 за 100 овде. Доколку си премиер на еден ден, што би променил? Не знам што би можел да променам. А добре, доколку имаш временска машина и можеш да го вратиш времето, што би направил? Кого би спречил да биде роден? Јас сакам Русо Копанот од кај мене од малочен и ги дупеше топките, никада не се роди. Браво, Тој да не се роди. Што би направил ако си премиер на еден ден? Ќе ги пуштам сите да во заточици. А доколку имате шанса за еден ден да бидете премиерка на држава, што би промениле? Ништо. Би укинал сите овие рестрикции. Кога би биле премиер на државава, што би направиле? Коронава нешто би ставил подобри мерки. Доколку си премиерка на еден ден, што би променил? Па да ги сакаат повеќе животните. Па, се ќе ги затворам сите. Би покачила плати на медицински персонал. Браво. Здраво. И ја не те слушам. Што викаш? Како си? Добар? А доколку си премиер на еден ден, што би направил? Би го отспал. Еден ден да бидеш премиер на држава, што би направил? Никако на еден ручен. Така? Евио доше, а ја оста, нема звезде данице. Дечки, се одјавуваме, мило ни беше што се останете со нас, ние продолжуваме со Чичко Томче да се забавljаме, не знам за вас. Чао! Ти благодарам што дојде. Ми беше еднаш гостин во една теретана, тоа беше едно несреќно време кога немав студио, таму на телевизијата во кај што идев, и морав да импровизирам, да идам надвор да излегувам. Меѓутоа сега, конечно, на моје големо задоволство си ми гостин во ова паркче. Како ти се свиѓа сценографија? Многу ме потсеќа на, ти реков на почетокот на мојата кариера. Така. И сакам вака даркерска атмосфера, се е црно, јао црно и не се гледа колка. И овие вика, што збориме, овој не види го човек. Види го, го нема. Само очи. Јанко само очи, да. Све остало дупе. Ти посакувам многу среќа, добро здравје, успех во животот, да поздравиш по дома, да поздравиш Лида, да поздравиш децата. Намасте. Да бидеш наскоро дедо, се надевам Максим дека ќе те изненади. Максим, Виктор ми е постариот. Така е, имаш и уште постар. 3 ги имам. 3 деца, нека да се живи и здрави. Ќе се сретнеме, се надевам повторно, ако не ме викнеш ти да ти дојдем во емисија, ќе те викнам пак ја. Ама ти викнаци, само ме... Така, инаку ти благодарам што вечерва одложи емисија за да бидеш присутен на ова снимање. Тоа, еве... А кога се емитува ова? Ова се емитува во петок, во 10:30 навечер, точно кога ќе завршиш ќе можеш да си гледаш. Петак, дан за метак. Петак, може и у среда, ако нема Рима, Јанко, немој ти па израдуј ги. Тони, ми обезбеди дозвола за... Све имаш, дозвола, да, можеш да... Штета, сакам да преспијам тука. Си спијал порано на клупа у парк некогаш? Сум спијал. Ти си спијал? Исто, да, у Осијак. Каде? У Сисак, пардон. У Сисак, да. Негде на море беше во Словенија
и имам задребено во Хајд парк. Нешто така. Браво. Не Ние дека не чекаме бевме. некој воз, бевме на некој марш, Така феријалци, Сисак, на железничка станица, не избрка од железничката надвор у парк. Ми Си недостасува. одбремавме. Жал ми е за децава што нема да ја почувствуваат Таа слобода. Не зборам за Југославија, зборам цела Европа. Начинот на живот беше Значи, поинаков. дали сум во Италија, или сум во Хрватска, или во Србија, или на море, или во исто. Поминуевме граница со ранец, спиевме кај ќе стигнеме, се снаоѓавме и сите меѓу себе се разбиравме. Тој шмек на таков живот многу ми е жал за децава. Таа сигурност, таа за жал веќе ја нема. Но добро, да се надеваме дека ќе дојдат подобри времења, па дека нивните деца ќе видат нешто. Тони, дај без за 30 години викнеме пак. Обавезно, ти само издржи ги. Не, да ослабам. Ти издржи ги и гледај да ми ослабнеш. Готово. Аллаху екбер, дечко. Аллаху акбар и да почнем 10, 9. Ти благодарам. Уште еднаш што беше мој гост. Голем поздрав. Намасте. Намасте. Голем поздрав до пријателите на Опуштено, драги мои, да им се заблагодарам што се со нас и да им посакам добро здравје и голем успех. А нашите пријатели, како што знаете, се следниве. Центар за биоинформатика. Треба секој еден од нас да го посети центарот и да се заштити од новото зло на планетава Земја, од короната. Знаете дека имаат антиковид терапија и мислам дека доколку отидете таму ќе ви објаснат како се аплицира терапијата на кожа. Повелете, нема да се покаете. Диоптра оптика е број 1 која за вас во пресрет на великденските празници спреми изненадувања и подароци од 12.4.2021 понеделник, голем великденски попуст од 70% плюс подарокот изненадување. Диоптра навистина ќе ви го промени погледот кон светот, а вие повелете да го искористите овој попуст, драги мои. ПСС сервис, регистрација, осигурување, чување на сезонски гуми и се нешто за вашето возило што ќе ви притреба. ПСС со ново работно време заради новиот полициски час. А работното време е од само да се извинам, од 7 до 19 часот во работни денови, а сабота од 7 до 15 часот. Гуам, алги број 1 во борба против масни наслаги и целулит и хеланки за истата намена и хеланки за вежбање и значи секако ќе има се повеќе и повеќе за понежниот пол, ќе има нешто и за нас машките, иако чудно изгледаме во хеланки, Робин Худ е еден од поубавите ликови во приказните што ги знаеме. За Нина пак се грижат Магнетик и Фиорела Рубино и секако шминка и фризура Владимир Трајковски студио и секако мојот Тивес, нели? Драги мои, тоа беше се од нас за вечерва. Знам, немавме музичка колумна, меѓутоа се надеваме дека во следната ќе ви компензираме, може да имате и 2 музички колумни. Останете вие живи и здрави, чувајте се од лудаците кои сакаат на сила да ве прогласат луди, само за да ја прикријат својата лудост. Чувајте се, Господ нека ви подари здравје и Господ нека ја благослови Македонија. Довидување до следниот петок.